Започна реализацијата на глобално уникатен научен проект кој има за цел да создаде градежни блокови на човечкиот живот од нула. Иако оваа тема досега беше табу поради стравувањата од дизајнирани бебиња и непредвидливи последици по идните генерации, проектот доби финансиска поддршка од 10 милиони фунти од Wellcome Trust. Според доктор Џулијан Сейл од Советот за медицински истражувања во Кембридж, проектот го представува следниот голем исчекор во биологијата и има потенцијал да доведе до нови терапии за поздраво старење и лекување на болести кои досега беа неизлечиви. Тој смета дека небото е граница кога станува збор за примената на новите откритија. Меѓутоа, критичарите предупредуваат дека ваквото истражување може да го отвори патот за злоупотреба на науката. Доктор Пат Томас од организацијата Beyond GM истакна дека иако многу научници работат за општо добро, истите технологии можат да се пренаменат за штетни цели. Проектот е представен во чест на 25 годишнината од завршувањето на проектот за човечкиот геном, кој го мапираше ДНК кодот на човекот. Се очекува дека новото истражување ќе го прошири тоа знаење со создавање вештачки градежни елементи на животот. Од 7 јули, Google официјално го воведува долгоочекуваното ажурирање на Gemini за Android телефоните, со кое вештачката интелигенција ќе добие нови функции како личен асистент. Без оглед на тоа дали е вклучена опцијата за следење на активноста, корисниците ќе можат да му кажат на Gemini да испрати порака, повика некого или постави тајмер. Ова предизвика загриженост кај дел од јавноста поради можниот пристап на вештачката интелигенција до лични податоци, дури и кога следењето е исклучено. Google појаснува дека, иако активноста не се користи за обука на моделот, разговорите може привремено да се зачуваат до 72 часа. Компанијата препорачува неколку чекори за поголема контрола, исклучување на Gemini Apps Activity, ограничување на пристапот до апликации како WhatsApp и телефон и воздржаност од споделување на чувствителни информации во разговорите со Gemini. Иако Google уверува дека приватноста е приоритет, потсетува дека дел од содржината може да биде прегледана од човечки оператори за подобрување на услугата, особено кога е вклучено следењето. Поради тоа, се препорачува внимателност при користењето на оваа технологија.